prisluhnemo во евангелското читиво за добриот паст. Свети Спиридон е во истина добриот пастир на Светата Црква Христова, кој што си го познава стадото свое и стадото го познава него како свој пастир. Свети Спиридон не се однесува како лажните пастири и најдуци, кои што во првото од Светата Црква Божија, тоа благословена мандра, влегуваат прескокнувајќи ги оградите, туку влегува низ портите, а портите се самиот Христос. И затоа секупниот живот на Свети Спиридон се одвиваат во согласно со завршните зборови од денешното евангелско четиво. Сиот негов труд, целиот негов живот беа вложени за да се случи едно стадо и еден пастир. Тоа зашто ние се молиме на секоја света литургија, молејќи го Христа Господа, да ја спаси црквата од сите можни расколи и ереси, да не се намали нејзиното единство, туку да нарасне, зашто квасец на нејзиното тесто, телото на Богочовекот Христос, е воплотениот Логос Божи. Свети Спиридон е роден во Кипар, во благочестиво селище, на прости, едноставни родители, кои што се бавеле со земјодели. И нивната простота и едноставност Свети Спиридон ја примил и ја осветил по силата на Светиот Дух. Но Свети Спиридон го следел Христа Господа во неколку блескави христијански доблести. Пред се во кроткоста и во смирение. И во таа смисла многу наликува и не подсетува на Свети Николај, архиепископот Меликиски чудотворец, со кого што се современици и се дружеа, биле одлични пријатели и соработници и учесници на првиот Васеленски собор во Никеја 325 година, на кој што учествува за да му ја дадат сета своја подршка на Свети Атанасий Велики, главниот актер и бранител на верата на светите апостоли. Свети Спиридон на тој собор во неможност на Арие со зборови да му ја објасни ереста во која што падна и да го спаси од заблудата на таа ерес, го сотворил познатото чудо со цигла. Ја зел во својата рака во присуство на сиот собор на архиереите и циглата се распаднала на незините составни делови, на оган, на земја и на вода. И со тоа Свети Спиридон укажал на троедноста на Бог. Дека Бог е еден по природа, еден по суштина, но тројца се на планот на ипостасите, на планот на личностите. Свети Спиридон одлично знаел да направи разлика помеѓу природата, личностите
i energijite Božji vo Boga. To što Ari, iako bio neobično mnogo učen, obrazovan čovjek, ne može da go napravi. Sveti Spiridon bio do toj stepen smiren i krotok, što i kako episkop na gradu Trimitun, zbog toga što je roden na ostrovo Kipar, ne prestana da je obrabotova zemljata na svojite roditelji primjena od nivo nasljedstva. I ne samo to, kako prv čovjek u Svetata crkva Božja se smiruvao do tamo, što im gi napasovao ovcite na svojite eparhija, što je nemisleno za sovremenite pravoslavni episkopi. Sekako deka nije nema da navlezeme v analizata zašto. No nasiteni treba smirenijeto na Sveti Spiridon. Zemlja ta rajala mnogo. Nosite plodovi što zemlja ta gi rajala, Sveti Spiridon im gi razdavao na siromašni. A samo jedan mnogo malečog del zadržuval za svojite lične potrebe. Čudesata što Sveti Spiridon gi napravil, se ne brojemo mnogo i za umo čovečki vo najmala raka fantastično. No realno, vidjeti ne mu bilo teško da gi napravim, imajte go Hrista Boga za pomoćnik i Duhot Svet za sovjetnik. Patot, poko što pominuval Sveti Spiridon, je patot, poko što treba site nije da pominuval. Zato mi treba pred se bezprekornata vernost njegova v ispovedovanje to na pravoslavnata vera. A potom vežbanjata što to gi pravil, su namera da se obleče vo hitonot iskaj od site hristijanske dobrodete. Vo ta smisla Sveti Spiridon i ke ostali za sekogaš primjer što treba da se sledi. Amin. Za mnogo dobro. U našem liturgijska zajednica imamo jedan kratko statek, koji nosi